Една од најклучните теми за која што подолго време тука разговараме е чистењето на одводните канали, на речните корита, и мене ми е драго што со ваква еден нов тип и нов концепт на заемна соработка помеѓу општината и акционерското друштво водостопанство подружницата тука во Струмица, на дело може да се видат резултатите кога ќе се соединат капацитетите, дека навистина може да се произлезе во пресред и на граѓаните, на земјоделците од овој регион. Знаеме за сите поплави кои што се случија, за непогодите кои што ги доживаа и овој регион. Ја знаеме сликата и од претходно и навистина ми е драго што веќе околу над 3.500 метри и одводни канали и речни корита се изчистени, и оваа активност заедничка на општината и на АД водостопанство продолжува и натаму. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство е во активна соработка покрај со општините на повеќе теми и со акционерското друштво водостопанство, се со цел да ги помогнеме и да ги поддржиме сите програми, дури и инвестициски, кои што во овој момент се возможни. Заеднички ги работиме сите планови во делот на реализацијата на овие клучни активности кога збориме во делот на чистењето на каналите, за да осигураме и безбедно земјоделско производство во секој регион, па вклучително и во делот на Струмица, како еден од најзначајните земјоделски региони во државата. И ова е еден добар пример кој што ќе се потрудиме да го имплементираме и во други општини. Инаку, еден од клучните приоритети, исто така и на владата, на Министерството, се изградбата, рехабилитацијата на постоечките, изградба на нови системи за наводнување. Ова прилика ја користам да го потенцирам, издвојам ова прашање, заради тоа што пред граѓаните ветивме дека годишно 10 милиони евра ќе бидат издвојувани за системи за наводнување. Убеден сум дека уште во првата година од мандатот, 2018 година, овој износ на средства ние ќе го надминеме. Заради тоа што веќе ги започнавме активностите на повеќе проекти низ цела држава. Покрај ова редовно фокусирање на одржувањето на и чистењето на каналите, секако дека отворивме неколку перспективни проекти кои што се задржават. Веќе овој месец започнува со изградба и завршија подготвителните работи во браната Конско. Започнуваме со постапка во делот оваа година и на системот за наводнување Равен Речица во еден од другите краеви на државата. Во месец март ќе распишеме меѓународната тендерска документација, меѓународниот тендер за изградба на Јужно-Вардарска долина, систем за наводнување на над 2000 хектари во вредност од околу 20 милиони проекти. Добивме и 4 милиони евра грант за оваа работа. А вчера објавивме дека со помош на Европска унија започнуваме со изградба односно реализација на проекти. Во прва фаза тоа се изработка на целокупната документација, физибилити студии и проекти за 6 до 8 мали екосистеми за наводнување во Македонија, и нивна реализација со поддршка на средствата од Европската унија. Тоа се околу негде 5 милиони евра повеќе пари во земјоделскиот буџет кои што се наменети уште оваа година за изградба на системи за наводнување, и може да потврдам дека во овие 6 до 8 системи ќе биде застапен и овој регион, и тоа денеска ќе го разговарам со градоначалниците покрај на Струмица, на Василево, Ново село и Босилово. Овој регион секако ќе биде застапен, затоа не збориме само за постојното чистење на каналите, туку и за изградба на нови системи за наводнување и рехабилитација на постоечките. Заради тоа што е првата работа за која што мораме да се фокусираме ако сакаме сигурно, модерно и конкурентно земјоделство. Една друга тема која што сметам дека е особено битна за Струмичкиот регион, а која што денес се разговарав со градоначалникот на Струмица, а за која што се обезбедени пари и со поддршка на премиерот уште во овој буџет од 2018 година, тоа се 30 милиони денари кои што ги испланиравме заедно со претседателот на владата да бидат дел од буџетот на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, а кои што ќе бидат наменети за изградба на полските патишта. Струмица има особено проблеми
во овој дел, односно приоритети кои што се потенцирани исто така од граѓаните при сите средби на градоначалникот и на општината во претходниот период, и верувам дека еден добар дел од проектите, односно од средствата кои што ни се наменети оваа година за оваа работа, повторно ќе дојдат во Струмица, односно ќе се реализираат преку лоцирањето на овие патишта каде што е потребно да се интервенира, и ќе бидат во Министерството отворени сега постапките првин, за да знаеме која е постапката, на кој начин Министерството тоа може да го направи, заради тоа што е потребно да се ангажира и надзор и други стручни збориме за полски патишта. Тогаш кога ќе ги лоцираме локациите, кога ќе ги знаеме, ќе знаеме тоа што може да се прави. Битната работа е што Министерството обезбеди со поддршка на премиерот 30 милиони денари, кои што за прв пат се стават во програма на Министерството, така збориме за полски патишта, сигурно дека нема да се асфалтираат. Значи, ќе бидат реализирани сите активности, да ги видиме состојбите какви се на терен, каде е тоа најприоритетно да го направиме. Секако тоа е еден од приоритетите на граѓаните, беше потенцирано од градоначалникот на општина Струмица, и најде на нашата поддршка, сметам дека тоа е уште една придобивка за граѓаните на Струмица. Благодарам. Сега на премиера да даде за тази мост много година до века. Темата фаза сега двама началника вчера го видях проекта направо. Да почнат скандалите като такова нещо да излезе, как той да реагира? На най-обични прашения не е това.